Охрид подготвен за најмасовната културно-верска манифестација Богојавление во Одици, годинава за прв пат. Новиот митрополит на Деборско-Кичевската епархија Георгиј ќе го положи светиот крст во водите на езерото во 10 часот, а богослужби ќе има во сите парохиски цркви, почнувајќи од раните утрински часови. Празнувањата се почнуваат во раните утрински часови, од 7 часот почнува утрената богослужба. Во 8:30 литургијата, за во 9:45 да тргнат литиите према градското пристаниште и во 10 часот да се положат и да се изврши големиот богојавленски водосвет во водите на Охридското езеро. А централна богослужба ова година исто ќе биде во црквата Успенија Пресвета Богородица Каменско, каде што ќе чиноначалство во неговото високопресвештенство митрополитот на Деборско-Кичевската епархија господин Георги. Богослужбата, литургијата почнува во 8:15 часот, за во 9:45 часот да тргнат литиите према градско пристаниште и во 10 часот да се осветат водите на Охридското езеро и да се положи светиот крст во водите на Охридското езеро. Голем е интересот на пријавени капачи кои сакаат да бидат дел од настанот. Досега има околу 300, но се очекуваат и илјадници капачи. Покрај охриѓани своето учество го пријавиле и голем број верници од други градови на Македонија. Доста интересно што ова година има доста веќе пријавувањата се во тек во парохиските цркви, во апелираме кој сака може да се пријави. Од буквално цела Македонија има заинтересирани луѓе кои сакаат да учествуваат во чинот на капење во водите на Охридското езеро, каде што ќе се осветени водите, така да го апелираме и повикуваме што помасовно да се покрај нашите домашни овде локални охриѓани, има и од цела Македонија буквално пријавени луѓе. Во пресрет на еден од најголемите христијански празници, екипи на јавните претпријатија работеа на терен за целосно чистење на пристаништето. За езерското дно се погрижија пак нуркачета, а медицински тимови ќе вршат здравствени прегледи на оние кои се одлучиле да скокаат по крстот. Инаку за празникот Богојавление, години наназад илјадници верници како од градот, така и пошироко присуствуваат на големиот водосвет. Нина Ритоновска, Сител телевизија.